На почетокот од зимската сезона, Крушево, или како што многумина го нарекуваат македонскиот Давос, со сериозна дупка во општинската каса, но и во некои од јавните предпријатија. Според последните извештаи доставени до Советот на општината, за првите 9 месеци од годинава, оваа мала општина со околу 9.500 жители има долг од 152.000 евра, а додека јавното комунално предпријатие Комуна дури 3 пати повеќе, или околу 460.000 евра. За локалната опозиција ова е црвен аларм кој континуирано бил присутен во последниве 5 години и кој според нив јасно укажувал на недомаќинското работење на староновата локална власт. Буџетот на општина Крушево е во многу лоша кондиција. Општината има долг од некаде 152.000 евра. Во наредниве 3 месеци сигурно тука ќе биде уште зголемен. Комуналното предпријатие Борчи исто до 39 податоците што се дадени, 460.000 евра. Најголемиот дел од тие долгови се кон Евана и АД Елем. Доколку се случи да си го наплатат долгот што го имаат Евана и АД Елем, тоа значи дека Крушево ќе остане без вода. Ако ја исклучат струјата, Крушево ќе биде без вода, зимската сезона ќе биде крајно непродуктивна, ќе се затрупаме во смет. За директорката на јавното комунално предпријатие Комуна пак нема никаков проблем со кој би се довела во прашање престојната сезона или функционирањето на службите кои се под нивни ингеренции. Таа признава дека долгот бил тој, но вели дека тој се провлекувал со години, а тие како предпријатие со спогодбени договори кон доверителите тековно си ги сервисирале обврските. Имаме и план, имаме и замисла некоја како ние да се ослободиме од тие обврски. Во иднина, значи пред целата општинава има обезбедено финансиски средства од влада во износ од 9 милиони кои што ќе се наменети строго за подобрување на водоснабдувањето на град Крушево, односно до зафаќање на изворите кои што се наоѓаат во Бушова планина, секако во соработка со општина Брод. На тој начин ние ќе ги тргнеме наредните или идните обврски од Евана спрема комуналното предпријатие, така да ќе бидеме во поголема можност да поредовно и поголем износ да сервисираме од застанатиот долг, ќе ги немаме сметкиве месечни кои што се во износ од 800 просек, некој да речеме 600-700.000 денари. За пумпната станица на Орово која што ни ја фактурира Евана. Сепак и покрај ваквите идни планови на староновите градски власти, опозицијските советници најавуваат дека итно ќе побараат државна ревизија за финансиското работење на општината во целост.